Господине Тодоров, доста е. Ако во вас останало барем малку совест, човечност и доблест, одете си од позицијата министер за здравство. За ова да ви го кажам, кредибилитет ми дадоа 9-годишната Тамара, починатата родилка во Гевгелиската болница, незиното неродено бебе, родилката во Тетово, родилката од гинеколошката клиника во Скопје, новороденчето од Велес, жените од Шутка и Бутел кои во 21. век немаат гинеколог, 60-годишникот од Битола отрuje со дезинфициенс, 36.000 пациенти на инсулин, 1440 пациенти на диализа, ефтините, а не квалитетни лекови, скапите промотивни реклами, промашен мој термин, нереализирана здравствена картичка, здравство со долгови до гуша, 400 млади специализанти, белите мантили со изгубено достоинство, ниски плати, доктори во кои се пука. Чашата е прелеана. Македонското здравство дефинитивно го достигна дното. Требаше да си заминете уште по смртта на Тамара. Како може еден пациент, посебно дете, цели 3 години да лута по административните лавиринти на вашите комисии, барајќи дозвола за лекување во странство? Второстепената комисија го одби, иако кај нас ова лекување не се прави. Еден телефонски повик одгоре одлучи за животот на едно дете. Цела македонска јавност се дигна на нога и бараше одговорност од вас. Но вие ништо не направивте за ова. Најголемо лицемерие беше кога им ја испративте согласноста на семејството ден после погребот. Со ова не можете и не треба да спиете. Во најмала рака членовите на комисијата требаше да одговараат. Во држава со ненормална, корумпирана и забегана власт како нашата, докторот доби награда наместо казна. Ова е да се нема совест. Требаше да си заминете и заради смртта на родилката во Гевгелиската болница и незиното бебе. Не може и не смее да се случи доктор во алкохолизирана состојба да доаѓа на работа, да влезе во сала и да одлучува за човечки судбини. Одговорноста е ваша, зашто нема доволно лекари. Вашите политики принудија 700 лекари да заминат од Македонија. Требаше да си заминете и затоа што Република Македонија од земја со ниска новороденечка и доенечка смртност ја ставивте на врвот на смртноста во Европа. Според последните податоци од Државниот завод за статистика, новороденечката смртност е тројно повисока од европскиот просек и изнесува 14,3. А доенечката смртност е двојно повисока од европскиот просек и изнесува 9,9. Ова е последица зашто програмите од средствата за заштита на мајки и деца ги трошите за други намени. Ова ни се случува поради вашите реформи. Нема педиатри во јавното здравство. Со овој тренд, во 2020 година нема кој да ги лекува децата од 0 до 6 години. Затоа смртноста расте. Изгубена е довербата и во системот на вакцинации. Овде при набавката важи критериум најниска цена, а не квалитет. И при тоа, за иста вакцина, различни здравствени установи плаќаат различна цена. Граѓаните си купуваат вакцини од странство. Требаше да си одите и поради клинички центар кога го растуривте. Денес има 27 клиники со по 2 директори и со долгови до гуша. Да зборуваме ли за долговите на клиниката за ортопедија, травматологија, анестезија и интензивно лекување кои достигнаа 5 милиони евра? Институтот за трансфузиона медицина со долг од 3 милиони евра. Или клиниката чија директорка ја наградивте,
а има долг од 3 милиони евра. Општата болница во Прилеп со долг од 3 милиони евра. Со двата директори не ја постигнавте целта. Напротив, им дадовте 70.000 денари плата на директорите, а само 40.000 денари на клиничките доктори. Докторите спасуваат човечки животи, а директорите на избори ви обезбедуваат гласови. Долгови до гуша, лекови нема, листи на чекање за операции. Нема редовно греење на болниците, неквалитетна храна за пациентите, да не зборуваме за искината постелнина, влечки и пижами. Операциите се одлагаат заради недостиг на оперативен материјал. Нема редовно реагенси за компјутерски снимања. Нема реагенси за лабораториски анализи. Пациентите од болница си купуваат лекови. Нема антибиотици, лекови за болка. Ги нема ни основните лекови како аспирин и парацетамол. А да не зборуваме за цитостатици. Таму има редовно прекин во снабдувањето. Долги се листите за чекање на пациентите за зрачна терапија. Долго најавуваните акцелератори во Битола и Штип никако да почнат со работа. Сечете ленти на болници кои немаат технички прием. Ова е за болницата во Козле, за која сековте лента заедно со премиерот пред камери. Ова беше само еден обид да покажете пред македонската јавност дека нешто работите. 5 скенот е купен, стои нераспакуван, застарува и губи од својата вредност. Скен кој што е купен со милиони евра, собрани од граѓаните на Македонија. Без усул и срам ги трошите народните пари. Долговите на јавните здравствени установи достигнаа 60 милиони евра, а обврските неверојатни 80 милиони евра. Требаше да си заминете кога го уништивте стоматолошкиот клинички центар. Тоа беше врвна институција на Балканот со најсовремена опрема, конкурентна на европските центри. Вие ја доведовте на работна обстанок. Со месеци нема материјали за работа, нема опремена дежурна служба. Требаше да си одите и поради криминалните тендери. Последниот од нив е тендерот Биотек за биохемиски тестови. Тоа е тендер вреден цели 7 милиони евра, со кого набавувате тестови за биохемиски лаборатории, при тоа принудувате 56 јавни здравствени установи да го купат, независно од нивната потреба. Анализатор кој што има мој за 600 до 800 анализи на час, а потребите во нашите клиники се до 200 анализи на час. Цените за реагенсите двоструко и троstruко поскапи. Свесно и со принуда ги терате јавните здравствени установи во долгови. Вака обезбедените пари ќе ги искористите за следните избори, скриени за здравството. Намаката на граѓаните, собирате пари за купување на гласови. Требаше да си заминете и по промашениот проект електронска картичка. Првично беше замислена да ја плати Министерството за здравство, за да потоа ја платат граѓаните од својот джеб по 250 денари. 8 милиони евра собрани од граѓаните на Република Македонија. И се уште 150.000 осигуреници не ја добиле. Затоа се принудени секој месец додат во Фондот за здравство за сини картони. Здравствената картичка има рок на трајање од 5 години. Почитувани граѓани, ќе мора повторно да си ја купувате. И не е функционална како што беше замислена. Наместо досие на пациентот со сите податоци на неговата здравствена состојба, денес таа служи единствено за доказ дека се платени придонеси за здравство. Кажете пред македонската јавност каде застанаа работите. Ја криете судската пресуда од 2015 година во корист на хрватската фирма за изис за неплатени фактури од 36 милиони денари плюс камата. Ги собравте парите од народот и не го завршивте проектот. Требаше да си одите зашто пропадна и тендерот за реновирање на Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје. Недозволиво е во 21. век
оперирани пациенти од пластична хирургија од трети спрат на раце да се носат на втори кат во болничките соби. Ова беше ситуација од битката на Неретва, но не за 21. век. Колку пари потрошивте за барок, а нема пари за лифт во болница? Па доволно ќе беше да се откажете од LED телевизорите вредни милион евра за да обезбедите лифт. Требаше да се заминете и поради криминалниот тендер за диализа. И овде тесните врски со фамилијата беа одлучувачки. Концесијата ја доби првиот кум на Груевски. Еден систем кој многу добро функционираше, го срушивте. Закупот на просторија е по минимална цена од само 2,5 евра. За толкава цена не може да се земе под закуп ни магазински простор. Во заводот во Струга за 200 евра под закуп се дадени 600 метри квадратни. Цената на една диализа ја зголемивте од 75 на 90 евра и тоа на годишно ниво за новите концесионери создава профит од 3,1 милиони евра. За 20 години за колку е направен договорот, профитот ќе достигне неверојатни 70.000 евра. При тоа, договорот го склучивте на штета на македонското здравство и диализните пациенти. Доколку, поради неквалитет биде раскинат, Министерството за здравство и Република Македонија на концесионерите ќе им исплатат казнени поени во вредност од 90 милиони евра. Смртноста на диализните пациенти за една година е зголемена за 10%. Немавте пари да ги одржувате диализните центри кога беа под капата на јавно здравство, а сега редовно исплаќате на приватните концесионери. Требаше да си заминете и поради најнебулозниот проект во здравството, Мој термин. Со него, здравството го претворихте во производствена хала, каде се бара само број, а не квалитет. Никого не консултиравте за должината на термините. Ниту Лекарска комора на Македонија, ниту Македонското лекарско друштво, ниту пак закажавте јавна расправа. Стигнавте до 15 минути и за интернисти, и за очни лекари, и за хирурзи. Каков ќе биде квалитетот на еден интернист, ако за 8 часа треба да прегледа 40 пациенти? Никаков со овој концепт на работа. Пациентите коментираат, докторот гледаше во компјутерот наместо во мене. Докторите ги претворивте во административци, а не во практичари. Листите на чекање се зголемија. Терцијалното здравство не се растерети. Требаше да се заминете и поради промашениот проект со дефибрилатори за организации со над 100 вработени. 100 милиони евра за фирмата што ги набави. Апаратите не се користат, но парите од провизиите ги зедовте. За набавката на опрема на Рентген институтот преку визарис на Ивона Талеска, тендер вреден 1,2 милиони евра. За тендер за медицинска опрема за јавните здравствени установи со двојно повисоки цени од редовната. Едно 4-димензионално ехо за гинекологија е плаќано по 100.000 евра, а редовната цена е 40.000 евра. Државниот ревизор во својот извештај многу јасно кажува дека не се става опремата на време во функција, стои нераспакувана и минува гарантиот рок и дека нема стручен кадар кој ќе работи со неа. Покрај сите ваши едукации недостасува стручен кадар. Но вас ве интересира само едно. Како што подолго да останете на власт? Партизирано здравство по сите нивоа. Непотизам и партиски привилегии почнувајќи од вашето најтесно семејство. Требаше да си одите и поради рушење на јавното здравство. Голем дел на операции се вршат во приватно здравство. Пари собрани од граѓаните завршуваат во приватните клиники. Граѓаните плаќаат двојно. За придонеси и за лекување во клиники. Никаде во светот не се руши јавното здравство на сметка на приватното. Годишно 760.000 евра се префрлаат на очни клиники во приватна собственост за лазер фотокоагулација на очи, а такви 6 апарати во јавното здравство стојат неискористени.
Операциите на леки во јавното здравство се на листи на чекање од 6 до 9 месеци. За преглед на штитната жлезда се чека и до 1 година. Затоа пациентите одат на приватно. Неквалитетни материјали, донации на леки со сомнителен квалитет. Нема трансплантации на рожница кои се правеле во Република Македонија од пред 30 на години. Последните 6 месеци не се прават трансплантации на бубрези. Од планираните 70 со кои се пофаливте, досега се завршени само 12 трансплантации. Ортопедски импланти со слаб квалитет. Брза помош со недоволен број на екипи. Требаше да си заминете и поради лошо планирање на кадри. Незамисливо е во 21. век жените од шутка и бутел да немаат достапност до гинеколог. Умираат родилки заради системски пропусти. Само 128 гинеколози работаат во јавното здравство. Не објаснивте на македонската јавност зошто со години во Штип доаѓа очен лекар од Бугарија, на кој начин и зошто го плаќате. Стручните кадри, професорите, едукатори за специализанти и субспециализанти бегаат од јавното здравство. Недостигаат анестезиолози, неонатолози, педиатри, гинеколози, хирурзи. Лошо ги планирате специализациите. За 30.000 денари специјалист нема да сака да работи во јавно здравство. Ниту пак на клиники за 40.000 денари. Со плаќањето по учинок го зголемивте незадоволството на докторите, ги намаливте платите и ги влошивте меѓучовечките односи. И најпарадоксално од се, кога докторите кренаа глас, организираа штрајк, вие ги спротивставивте вашите партиски војници во бели мантили контра колегите кои има единствена цел зголемување на платите. Ова нема логика. Ова може да се случи само во Македонија. И на крајот се пука во доктор. Во доктор на работно место. Доктор кој што спасува човечки животи. Покрај целото партиски вработено обезбедување на клинички, покрај сите вработени лица на информативните пултови, се пукаше во доктор. Затоа, господине Тодоров, 700 доктори од 2010 година побарале потврда да си заминат од Македонија. Еден специјалист кој заминува од Македонија чини државата 100.000 евра. Тоа досега се 70 милиони евра. Заминуваат младите доктори кои немаат работа, заминуваат младите специјализанти заради уценувачките и невозможни договори за специјализација, затоа што ги уценувате да полагаат пред камери, испитот да се пренесува во живо. Ги оценувате да одработат двојно, а ако си заминат од јавно здравство да платат петострук износ. Се затвараат одделенија во болниците и ги претварате во амбуланти. Болничките згради не го прават здравството. Носители на дејноста се докторите. Требаше да си одите и поради ефтините лекови за цена на здравјето на пациентите. Зошто не кажавте на македонската јавност зошто беа запленети лековите за ХИВ во царина? Не кажавте каде одидоа 1.000.000 евра од набавката на гливет. За вас само скапите реклами за абортус, за повеќе детно семејство, за лекови вредат пари. Нив не ги штедите и им ги давате директно на агенции кои што се блиски до вас. Требаше да си заминете заради инсулинската криза која вие креиравте. 36.000 пациенти се со загрозени животи. Им го скративте инсулинскиот аналог, принудувајќи ги докторите да ги префрлаат на хумани. Го намаливте доторот на инсулински аналози, ги броите сите единици на пациентите, за да на крај ги оценувате докторите да пишуваат тоа што е на залика. Вие, господине Тодоров, како правник не знаете кои се компликациите од лоша регулација на шеќерот. Срцев инфаркт, мозочен удар, диализа, слепило. Посетете го заводот во Козле, за да ги видите последиците на вашите политики. Зголемен е бројот на лица со ампутирани нозе како компликација за диабет. Но за вас штедењето е инвалидност, предвремени пензии и траума за семејствата. Ова е вашата медицина базирана на докази. Еве за ова ви зборувам кога велам здравјето нема цена. Ке ве прашам уште колку луѓе можете да носите на совест. Но одговорот го знам. Не сте свесни за политичката одговорност која носите.
Не сте свесни за сите системски пропусти што ги правите во ресорот кој го водите. Не сте свесни за промашувањата, неуспешните реформи кои резултираа со изгубени човечки животи. Мислите дека се доволни вашите ветувања по високи плати на докторите, капитационен бод на стоматолозите и лекарите, легализација на марихуаната, селективното кофинансирање на специјализантите или дополнителната работа за специјалистите. Овој пат не ве спасува сечењето на ленти без технички прием. Покажете дека сте човек од крв и месо. Покажете дека сте свесен за грешките. Доста беше. Покажете доблест и одете си од позицијата министер за здравство. Благодарам. Согласно член 48, став 2 Делникот на Собрание, министерот за здравство Никола Тодоров има право на седницата на Собранието да го образложи својот писмен одговор на поставената интерпелација во трајање 3 минути. Има збор министерот за здравство Никола Тодоров. Повелете. Благодарам, председателе. Почитувани пратеници, ова што го слушнавме во овие 20 минути говор на пратеничката, многу ме потсеќа на едно време што помина. Од збор до збор. Точно, за многу висок дојнички морталитет, за немање на зрачна терапија, за долги листи на чекање, за огромни долгови, за немање на средства во јавното здравство. Тоа беше едно време кое за среќа помина. Многу неточности кажавте. Многу неточности кажавте. Намерно. Рековте дека се долги листите на чекање за зрачна терапија. 3 дена е времето на чекање. 3 дена во јавно здравство. Не. Кој да се јавија, не да Боже да се јавија. Јас денеска нема да дозволам да паднам на овие ефтини политички трикови, кои што како ваша политичка матрица постојано ја спроведувате и ја практикувате во Македонија. Јас ќе зборам за проектите, за тоа што сме го направиле. Ќе почнам од државната кардиохирургија. Во Македонија по долго време, по многу години, поветување од 35-40 години, се основа и успешно функционира државна кардиохирургија. До сега во државната кардиохирургија се изведени над 130 операции на отворено срце и голем број на амбулантски прегледи. Второ, успешно функционира проектот детска кардиохирургија. Околу 50% од интервенциите се направени од македонски доктори со учество на врвни, едни од најдобрите детски кардиохирурзи од Соединетите Американски држави. До сега се извршени над 160 вакви интервенции, кардиохируршки интервенции во детската кардиохирургија. Мрежа на интервентна кардиологија. Воспоставена е мрежа на интервентна кардиологија во Македонија, нешто што порано сериозно недостасуваше. Достигнат е европскиот стандард од еден ангиограф на 200.000 жители. Во Македонија се набавени и функционираат 10 ангиографи на околу 2 милиони жители. Само во новите центри што се отворија, во Битола, во Штип, во Тетово и во Струмица, до сега се изведени над 2.500 интервенции на интервентна кардиологија. Тоа се над 2.500 пациенти во животно загрозувачка состојба, на која што им помогнало јавното здравство поблиску
до местото на живење. Воведен е националниот систем за електронски евиденции во здравството мој термин. Мој термин представува најголем централизиран и целосен систем, не само во Република Македонија, туку и во регионот. Системот содржи вкупно 1.645.378 електронски досија. Да, креирани се електронски досија. А само од почетокот на 2015 година се креирани вкупно 7 милиони упати и 22 милиони рецепти. Системот функционира. Намалување на цените на лековите. Ова е системска мерка, која што ја воведе владата на Република Македонија. Па почнувајќи од 1.2.2012 година до сега, се извршени 8 намалувања на цените на лековите, со што се опфатени над 4700 лекови и заштедени се над 33 милиони евра. Овие пари порано оделе некаде. Знаете кај завршувале. Поливалентни вакцини. За прв пат после многу ветувања на сите претходни влади воведени се поливалентни вакцини, тоа петовалентни и шестовалентни вакцини. Со ова се намали бројот на боцкање од 13 на 7 боцкања во првите 2 години. Проектот Рурален доктор. Проектот се реализира во насока на унапредување на достапноста на здравствена заштита до сите граѓани на Република Македонија. И опфатени се 1227 населени места во државата, лоцирани во 72 општини, во кои што живеат околу 360.000 жители. А досега, од почнување на функционирањето на овој проект, се извршени над 150.000 прегледи. Рурални аптеки. Со руралните аптеки се покриени рурални места со население до 3.500 жители. Отворени се досега 66 аптекарски станици, со што се покрива регионот вкупно 37 општини и се опфатени со оваа мерка над 130.000 жители, кои што може да добијат ваква услуга многу поблиско на нивното место на живење. Проект подвижни аптеки. Со подвижни аптеки се опфатени помали населени места, до 1000 жители. До сега се доделени 6 лиценци за подвижни аптеки, со кои се опфатени 304 населени места, кои покриваат територија на која што живеат 50.000 жители. Проект домашна визита. Проектот е иницииран како широка акција за превенција и превентивни здравствени прегледи. Во рамки на 6 циклуси до сега, 7-миот циклус е во тек, се извршени посети на над 103.000 лица во нивни домови. Проект Наш специјалист. Проектот функционира во следните 15 градови: Берово, Валандово, Крива Паланка, Виница, Неготино, Свети Николе, Радовиш, Делчево, Ресен, Кратово, Демир Хисар, Пробиштип, Ростуше, Македонски Брод и Вевчани. Опфатени се вкупно 9 различни медицински области, меѓу кои ортопедија, неврологија, орала психијатрија, невропсихијатрија, интерна медицина, урологија, општа хирургија и физикална медицина. Бесплатен мамографски скрининг. Со мамографскиот скрининг се опфатени жени на возраст од 50 до 69 години, кои согласно податоците од системот Мој термин не направиле мамографска контрола во последните 2 години. Скринингот се врши во вкупно 17 јавни здравствени установи низ целата држава. Скрининг порано не може. Едукација во здравство. До сега, вкупно 2084 здравствени работници од цела држава се едуцирани во поголем број на држави во Европа, Австралија, Соединените Американски држави. Само во 2015 година, вкупно 1000 здравствени работници се упатени на едукација во странство. Специализација во странство. За овозможивме специализација на македонски доктори во реномирани медицински центри во Германија, Хрватска, Србија. До сега 16 доктори се пратени на специализација во странство, а уште 9 специализанти треба да го реализираат, со уште 9 специализанти треба да тргнат. Преземање на специјалисти од приватно во јавно здравство. Зашто се вратиле 200 специјалисти од приватното во јавното здравство? Тоа можете да процените сами. Порано обратен беше процесот. Одеа од јавно во приватно. Сега имаме враќање од приватно во јавно. Над 200 специјалисти. Инвестиции во реновирање, реконструкција и обнова на јавните здравствени установи. Во тек е инвестицијски циклус вреден над 150 милиони евра. Меѓу позначаните реконструкции ќе ги избавам: комплетно нов објект на универзитетска клиника за гинекологија и акушерство,
станува збор за простор значително поголем од претходниот, кој опфаќа 12.000 метри квадратни споредба со 8.000 метри квадратни колку што имаше претходно, со најсовремена оправа. Целосна реконструкција на специјална болница за белодробни заболувања Јасеново, 126 милиони денари инвестиција. Комплетно нов диагностички ургентен центар во рамки на клиничката болница во Тетово, со кој значително се подигнува нивото на квалитетот на здравствените услуги во овој регион. Комплетна реконструкција на поликлиниката Букурешт. Изграден е комплетно нов објект на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, за кој што, како што најавивме, имавме церемонија за завршување на објектот и на самата церемонија првата реченица која што кажав, објектот ќе почне да се користи во периодот од 15 до 20 дена, за кој што треба да се изврши преселба на децата, на опремата и да се стави во функција. Реконструкција на општа болница Прилеп, реконструкција и реновирање на општа болница Велес, реконструкција на општа болница Гостивар, реконструкција на општа болница Тетово, на реконструкција во Тетово. Во општа болница Струмица е извршена изработка на или реконструкцијата на кровот и инфективното оделение, реконструкција на општа болница Куманово, реконструкција на кровен и реновирање на санитарни јазди и бодлички простории, реконструкција на здравствен дом Пекчево, реконструкција на општа болница Охрид, темална реконструкција, 301 милион денари. Реконструкција на специјална болница за гинекологија и акушерство Чај, 86 милиони денари, комплетна реконструкција. Во општа болница Струмица изградена е соба за коронарна нега. Реновирање на психијатриска болница во Скопје Бардовци. Во клиничка болница Тетово извршена замена на 2 стари дотрајани лифтови. Реновирање на градската општа болница 8 септември на целиот стационар во болницата, за прв пат од кога болницата е пуштена во употреба. Во Универзитетска клиника за детски болести Скопје извршена е комплетна замена на дотрајаните прозорци и санитарни јазли во вкупна вредност од над 40 милиони денари. Во општа болница Кочани извршена е реконструкција на системот за централно грејење и котварата во состав на болницата. Реконструкција во здравствен дом Девчани. Во здравствен дом Валандово извршена замена на изолација на кров и изработка на потот керамички плочки во вредност од околу 6.000 денари. Во здравствен дом Ресен, здравствен дом Штип, здравствен дом Демир Хистар, исто така се извршени реконструкции. Здравствениот дом Ростуше, извршена е замена на фасадна столарија на приземниот дел од објектот во вредност од 2,1 милион денари. Здравствен дом Крушево, извршена е замена на кровната покривка во вредност од 2,2 милиони денари. Целосна реконструкција на здравствен дом Радовиш. Кон крајот на септември 2013 година завршена е целосна реконструкција на стариот објект на здравствен дом Радовиш. Здравствен дом Кавадарци, извршена е замена на кровната покривка во вредност од 2,2 милиони денари. Здравствен дом Струга, извршена реконструкција на кров, замена на кровна покривка олуци, стреи и санирање на делови оштетени од протекување, вредност од 1,5 милион денари. Реконструкција на општа болница Велес, извршена целосна реконструкција на објектот на оделението за физикална медицина во вредност од околу 5 милиони денари. Во рамки на Универзитетската клиника за ендокринологија Скопје извршено е реновирање и реконструкција на објектот Центар за дијабет во вредност од 2,5 милиони денари. Реновирање на здравствен дом Крива Поланка, извршено е реновирање на санитарни јазли, замена на фасадна столарија, изработка на термофасада. Здравствен дом Прилеп, извршена е замена на фасадна столарија. Реконструкција на амбуланта во Лабуништа, извршена е реконструкција со замена на фасадата во вредност околу 1,2 милиони денари. Реконструкција на амбуланта во Кривогаштани, извршена е реконструкција на здравствен објект и замена на внатрешна фасада 2,6 милиони денари. Здравствен дом Радовиш, извршена замена на фасадна столарија на централниот објект и во вредност од 6,8 милиони денари. Здравствен дом Ростуш и амбулантата у Маврово извршена санација на кров, фасади и оштетување од протекување во вредност од 2,5 милиони денари. Здравствен дом Делчево, извршена е целосна реконструкција и адаптација на дел од проектот за службата на хитна медицинска помош во вредност од 4,6 милиони денари. По 5 децении е реновирана амбулантата во Волково. По 53 години работа, оваа амбуланта е комплетно реновирана и ставена во функција. Со проектот амбуланти во рурални средини изградени се 21 амбуланта во Катуаново, Копаница, Вејце, Желино, Каслишто и уште други населени места. Проектот за реконструкција и обнова на ЈЗО во насока на унапредување на условите за пациентите продолжува континуирано да се реализира. Реконструкција на пренамена и адаптација во нов објект за општата болница во Кичево. Тоа е реконструкција која што е во тек. Првата фаза е веќе почната, втората фаза треба да се почне.
Изградба на 5 центарот. 5 центарот е во завршна фаза оваа година ќе биде завршени градежните работи. Реконструкција на клиничка болница во Битола. Започната е реконструкцијата на клиничката болница во Битола. Од 1972 година објектот на никого не му текнало претходно да го реконструира. 90 милиони денари е вредноста. Почнати се градежни работи за реновирање и адаптација на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид. Ова е инвестиција вредна од околу 180 милиони денари. Дополнително, во престојниот период ќе започнат и градежни работи за изградба на новата клиничка болница во Штип. Проект вреден околу 30 милиони. Нов ургентен центар во општа болница Куманово, со што ќе се изгради објект од 700 метри квадратни. Реконструкција на општата болница Прилеп, целосната внатрешност, во вредност од околу 70 милиони денари проценета вредност. И на крај ќе отпочнеме со изградба на комплетно нов клинички центар во Скопје. Набавена е опрема во вредност од над 100 милиони евра. Набавена е опрема за центарот за спинална хирургија во вредност од 500.000 евра. Набавена е опрема за клиника за државна кардиохирургија 1,5 милион евра. Набавени се 3 нови дигитални рентген апарати во Универзитетска клиника по хируршки болести Свети Наум Охридски. На клиника за онкологија инсталиран е нов линеарен акселератор. Во до трите клинички болници во Битола, Штип и Тетово во изминативе неколку години е инсталирана и пуштена во употреба најсовремена медицинска опрема, како што се апарати за компјутеризирана томографија, магнетна резонанца, литотрипторангиограф, дигитален мамограф, остеодензитометар, кардиолошки ехоапарат, гинеколошки 4D ехоапарати, инкубатори, апарати за безболно вадење на крајници. Набавени се нови линеарни акселератори. Во градската општа болница 8 септември се инвестирани 5 милиони евра, од кои опрема во вредност од 2 милиони евра треба да биде ставена во функција некаде до почетокот на месец март. Набавен е и нов ангиограф за градската општа болница 8 септември и отпочна процедури за интервентна кардиологија и во 8 септември. Набавени и инсталирани се нови компјутерски томографи за Универзитетската клиника за неврологија и за Здравствен дом Скопје. За прв пат на ниво на Здравствен дом се набавува апарат за компјутерска томографија. Порано во Македонија имаше еден. Ако овој број на пациенти кој што сега добива услуга на компјутерска томографија го имавме кога вие го руинирате здравството, времето на чекање ќе беше 9,5 години. Да го знаете тој податок. Набавени се инсталирани нови компјутерски томографии и во Свети Еразмо. Нови мамографи ќе добијат повеќе јавни здравствени установи. Хируршка клиника Свети Наум Охридски, Штип, Куманово, Прилеп, Кочани. Вкупната инвестиција од околу 40 милиони денари. Дополнително отпочнавме постапка за набавка на нови мамографии за општите болници во Гевгелија Радовиш Велес и во здравствените домови Гевгелија Радовиш Велес и Македонска Каменица. Набавивме нови 70 санитетски возила, од кои 69 се наменети за служби за итна медицинска помош и едно за детската клиника. Кон крајот на минатата година ја зголемивме платата на докторите на универзитетските клиники, специјалисти, за 25%. Клиничките упатства се донесени. Вкупно 935 клинички упатства на над 5000 страници. Кохранови упатства. Извршена гасификација во комплексот клиники Мајка Тереза. Од ноември 2013 клиничкиот комплекс Мајка Тереза се затоплува на газ. Изградена е нова гасификациона мрежа од 1,5 км, со кои се опфатени сите клиники. Инвестицијата чинеше 48 милиони денари. Градската општа болница 8 септември претходно користеше од 1000 до 1500 тони мазут годишно во зимскиот период, сега и таа е гасифицирана. Отворивме медицински симулацијски центар. Целта е студентите, специјализантите и докторите да може да се обучуваат и да тренираат на симулации изведени на специјална опрема. Отворање на регионални нефролошки пунктови. Телефонската линија за медицински совет јаво докторе. Повикувачкиот центар се наоѓа во итна медицинска помош. До сега се обавени над 67.000 повици на оваа линија. Основена е агенција за акредитација на здравствени установи согласно Законот за здравствена заштита. Отворен е дежурен педиатриски пункт во поликлиниката Јане Сандански во Скопје. Се имплементира проектот Национален систем за сметководствено и материјално работење кој што ќе биде интегриран со системот Мој термин. Во законските измени направени се многу значајни законски измени. Во Законот за здравствено осигурување
Февруари 2012 воведени се комисии на работодавачот и на МЗ за проверка на боледувања. Воведена е можност за користење на услуги на контролни прегледи во странство. За лекување во странство осигурениците максималниот износ на парципација што треба да го платате 200 евра, за разлика од порано кога беше 20%. Воведување придонес на здравствено осигурување за осигурените кои користи неплатено родителско отсуство да биде натовар на МЗ. Овозможени времени факсимили за лекарите корисник на пензија кој бил редовен или вореден професор. Осигурениците до 29 години кои согласно закон не плаќаат придонеси остваруваат право на навесна плата во случај на боледување и право на здравствени услуги натовар на фондот. Крводарители и лица кои даруваат ткиво или органи се ослободени со закон од партиципација. Државјаните на РМ приматели на странска пензија може да пристапат во доброволно здравствено осигурување. Осигурениците се одредена возраст и лица родители на 3 и повеќе деца, самохрани родители и член на едно родителски семејство, приматели на социјална парична помош и деца без родители и родителска грижа, жртви на семејно наследство. Со закон е предвидено ослободување од плаќање на придонеси. Лицата со краткотрајно вработување без прекин ги користат правото од здравствено осигурување. Осигурениците замена на лица и породилно отсуство без уплата за придонес на здравствено осигурување користат право на надомесна плата за време на боледување и користат правата од здравствено осигурување. Се донесе закон за доброволно здравствено осигурување кој што функционира. Измени во закон за евиденција од областа на здравството со кој што се воведе мој термин. Измени на законот за лекови и медицински средства. Воведавме паралелен увоз на лекови, со кој што се овозможи сериозна заштеда на средства. Воведен е паралелен увоз на медицински помагала. Воведена е продажба на лекови без рецепт во продавници и бензински пумпи. Воведена е обврска на секој 2 аптеки во иста општина или 5 во РМ да се отвори во една рурална средина. За жал, не успеав да стигнам до крај. Ова е 50% од тоа што сме го направили. Имаме уште 23 страни, стигува 46 страни проекти кои што се реализирани. Благодарам.